Библиотеката секако дека дел од мојот живот и е уште од мојата најмала возраст. Пред се прво со запознавањето со книгата преку семејната библиотека која што ми овозможиле моите родители, после со запознавањето со училишниот живот во основното образование, училишната библиотека. Меѓутоа ние сите живееме со библиотеките, со книгите, ги созреваме со нив, меѓутоа ги надрастуваме. И во текот на моето основно образование, на некој начин сум почувствувала како да ја надраснав таа библиотека, заради тоа што таа училишна библиотека не ми овозможуваше вистински контакт со книгите. Ако се сеќавате во едно старо време, одиме во библиотека, изнемуваме книги кои што однапред треба да ги знаеме кои се насловите, за да ги добиеме. И токму во тој момент се случи моето зачленување во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски Битола. И во тој момент исто, не дека имав некој поблизок контакт со книгите, бидејќи во тоа старо време се пребаруваше библиографски единици со преку картички, преку картотеката и така натаму. Меѓутоа сепак беше нешто поблиско од она што претходно го имав како искуство. Се чувствував како истражувач помеѓу тие купишта библиографски единици. Одлучував која книга ја сакам според насловот, според авторството и така натаму. После во текот на моето студирање, во текот на додипломските студии, магистерските, докторските студии исто така, библиотеката да стане веќе уште поголем дел да представува од мојот живот, до тога што беше еден свет кој ми овозможуваше влез во светот на фикцијата, во светот на приказните, во свет кој што не подлежи на оние физички закони кои што ги знаеме и подлежи реалниот свет. Со влегувањето во научните води, библиотеката мене ми даде едно сосема ново поле на истражување, заради тоа што освен светот на фикцијата го отвори и полето, односно светот на науката. И сапак речем во тоа време јас кога студирав, не беше толку развиен КОБИС системот, меѓутоа во денешно време со развојот на КОБИС системот се овозможува уште полесно пребарување на библиографските единици од страна на читателите. Меѓутоа и сите тие активности кои што ги организира библиотеката во насока на приближување на книгата до читателот го овозможуваат уште поинтимен однос помеѓу книгата и читателот. И сега библиотеката не е само место кој што може да се истражуваат библиографски единици, да се изнаеми книга, да се прочита книга и така натаму. Туку библиотеката е и простор каде што се разменуваат идеи, каде што се раскажуваат приказни, место каде што сакаме да престојуваме подолг временски период, запознаваме луѓе, пред се поради тие иницијативи кои што и библиотеката ги презема во последен временски период, сакајки да ги привлече читателите кај себе. И сакако тоа влијаеше во мојот живот, освен тој, да речем, таа научна компонента, кај мене разви и љубовта кон читањето, така што моите први писателски обиди ги направив уште во основното образование, заради тоа што библиотеката беше таа која ми ја откри алхемијата на зборот и научив дека најголемо задоволство е кога човек експериментира со тоа што го има на располагање, тоа е зборот, и дека зборовите, ако се откинат од вообичајната употреба на јазикот и ако се стават во нови комбинации, може да произведат сосема нови значења и дека јазикот е бескрајно поле за реализација, односно за такви можности.